Последните црни демографски статистики што ги официализираше Државниот завод за статистика, некои аналитичари ги компарираат како да снемало еден град колку Крушево. За жал, некогашниот конзулски град Битола излезе дека според природниот прираст се наоѓа во страшна депопулација со црни бројки на фертилитетот и морталитетот. Во последниот квартал од 2020 година имало само 161 новороденче, а починати биле 520 или негатива на прирастот од 359 лица. Причини има многу, од економски па миграцијски, безперспективност и несигурност до лоша политичка клима и партизација. Но еве што велат експертите за некои аспекти. Короната лани имаше свое влијание, но најмногу поради слабостите на здравствениот систем, вели универзитетскиот професор по социологија доктор Златко Жоглев. Депопулацијата во нашето општество, која што настана и според статистичките податоци е многу голема во последните 3 месеци, продукт е на повеќе фактори. Прво, она генерално што кажав, несигурноста на луѓето, затоа што во услови на криза не може да добијат соодветна здравствена заштита и нега за нив, а кај нас веројатно, со голем степен на веројатност, е многу значаен фактор тоа што нема вакцини, кој нема имунизација, затоа што луѓето така се чувствуваат уште понесигурни. Според демографите, населението старее, а економските фактори и дефетизмот врз миграцијските процеси делуваат како акцелератор. Економскиот фактор е една од главните причини за овие миграции. Немањето на работа, нискиот стандард на населението, сето тоа придонесува да луѓето се одлучуваат да мигрираат надвор од Битола. Најголем дел од тие мигранти се младо население, оние кои што треба да имат деца, и оставајќи го старото население овде, наталитетот е екстремно низок. Професорот Методија Богоевски, кој е магистер по демографија, вели дека партизацијата и клиентелизмот создаваат безперспективност кај младите и најспособните, па затоа се одважуваат да заминат во странство. Третиот случај, кој што е можеби најтажен, тоа е заменувањето на најспособните, најквалификуваните, највредните кадри. Значи, ние наместо се бориме да ги задржиме, ние како да ги набркуваме сега. Зошто заминуваат? Па има, јас лично знам примери, добри студенти, биле препознаени од професорите, не се задржани. Истите тие студенти одат продолжуваат магистратура, докторат во странство, конкретно во Словенија. Тука се прават проекти кои што никој не ги правил. Оваа црна слика со која во вода паѓаат флоскулите на партискиот агитпроп на властодржците за рамномерен развој може да се заокружи со уште еден морничав факт од битолскиот хроничар професор доктор Александар Стериовски, кој вели дека во Битола над 1000 куќи и станови со години се празни, што ќе рече, ако порано зборувавме за селишта од минатото, сега имаме селишта на сегашноста и на иднината.